Нека се живи и здрави внуците, ќе помагаме и ние, бабите и дедовците и ќе ги купат, што ќе ги двоиме ли децата, ќе ги правиме ли неписмени, треба да ги правиме писмени. А само тетрадка ли е? Прибор треба, молив треба, бојци. Обавезно. Обавезно. Од бабите може некој ранче. Ги спадне. Не купувам јас, не сум тука. Наближува новата учебна година, а домашните буџети повторно се ставени на тест. Ранци, тетрадки, моливи, гуми, пенкала и останати од училишен материјал. Се само дел од трошоците што ги очекуваат родителите пред првиот училишен ден. За да се обезбеди се што им е потребно на дечињата, семејствата внимателно прават математики и бараат поевтина варијанта. Во трошоците неретко се вклучуваат и бабите и дедовците, кои им помагаат на своите деца и внуци. Тетрадки треба да купуваме на тие деца, моливи, гуми, сега треба да купувам. Животот е скап. Јас не се срамам од работа. Ја да ми дадат метат ова улица да метам, градот да го метам, ја не се срамам. Значи јас не се срамам. Кој сака нека се смее. Значи тоа нема срамота. Срамота е да украдеш и да излажеш. А да Прибор, ташна. Што треба за школа? Да, скапи са. Колку се движат цените, гледате? 40, 30, 50, зависи. Тоа. Скапо е сега, мора да се купи. Мора да се учи. Па треба да се купиме, сега што да правиме? Нека се живи и здрави внуците, ќе помагаме и ние, бабите. Ги треба. Тетрадки, моливи, книги, нешто од бабичка. Сигурно ќе бидат скапи. Може ќе има нешто попуса, ама не се знае. Сега ќе се спремаме. Се што треба, да. Да, се. До сега така е било, па сега ќе видиме натаму. Од општина Штип велат дека училиштата се подготвени за почетокот на новата учебна година. Оттаму велат дека се обезбедени оптимални услови за учениците и очекуваат наставата да започне без никакви проблеми. Училиштата се подготвени за започнување на наставата со најдобри оптимални услови за учениците, така што се надеваме дека и почетокот ќе биде како што треба, ќе започне и ќе се одвива во најдобар ред. Благодарам многу. За родителите подготовките за новата учебна година значат и дополнителни трошоци, но и желба нивните деца да го започнат првиот училишен ден подготвени. Со помош од најблиските, дел од семејствата полесно го покриваат потребниот училишен прибор, а останува уште само последните подготовки да завршат пред првото училишно звонче.